Дури и пионерот Nissan, кој цела деценија после Leaf го лансира својот втор модел Ariya. Купе кросоверот голем колку X-Trail е поставен на нова платформа која ќе ја замени сегашната. Доцна, но сепак одлучно во електричната трка се вклучува и Toyota. Првиот модел има криптично име BZ4X, чии први две букви, како кратенка од Beyond Zero, кажуваат дека е дел од ново креираното семејство со цел намалување на емисиите на јаглерод до нула. Вторите пак дека е кросовер со два погонски електромотора кој е поставен на платформа заеднички развиена со Subaru. Плановите на Toyota се до 2025-та да бидат лансирани вкупно 15 електрични возила, од кои 7 ќе бидат од BZ4X семејството. Истата механика ја користи и Lexus LFZ, кој ги најавува новиот стил и технологиите за блиската иднина. Иако точно е познато кога ќе му започне производството од Lexus, не споделија многу детали за него. Се знае дека концептот има електронски систем за управување без механичка врска меѓу воленот и тркалата и дека може да работи во конфигурации со погон на предните, задните или сите 4 тркала. Но додека јапонските автогиганти се предпазливи со електрификацијата, пазарен потенцијал во неа виде Sony, кој реши да оди докрај со развојот на електричниот автомобил, замислен само како средство за покажување на технологиите развиени за производителите на возила. Беше покажан лани на сајмот на потрошувачка електроника CES во Лас Вегас, од каде после реакцијата на публиката беше транспортиран во Грац кај австриските стручњаци на Magna Steyr, кои беа задолжени за неговите механички компоненти. А тие после серија подетални прилагодувања веднаш го изнесоа на околните патишта на тестирање, очигледно сакајки да ни кажа дека во иднина доста ќе се зборува за него.